Здраво на сите, тука е Данови, добродојавте во 9-тиот девошенал од Евангелието по апостол Јован. Но вие вира, како што веќе знаете, го читаме Евангелието од апостол Јован, се молиме заедно, го споделуваме тоа Евангелие. И ова е едно место каде што сакам да биде место на љубов, на ширење на Божјата љубов, на спасителната вест. Не е место на осуда, не е место на покажување прсти еден кон друг. Тука едноставно го читаме Божјото Слово, оставаме тоа да ни зборува, нас оставаме Светиот Дух да ни зборува и да ни изградува и да ни трансформира и да почувствуваме Божјата љубов. И целта на овие видеа е што повеќе луѓе да слушнат вистината, да слушнат вистинската вест за тоа кој е Исус Христос, што има направено тоа за спасителната вест, за најрадосната вест, дека Христос е симна на оваа земја, умра на крстот, после 3 дена ја победи смртта, како последниот непријател ја победи смртта. И со верата во него и ние ја победуваме смртта и добиваме вечен живот, ја добиваме таа награда на вечен живот. И тоа не е бајка во која што веруваме, не е нешто кое што е нереално, кое што се некои си наши имагинации, туку тоа е вистината на овој живот. И затоа споделете го ова видео, споделете го и помогнете ми да досегнем до што повеќе луѓе, да заедно досегнеме до што повеќе луѓе, не за мене да ме гледат, туку да го слушнат Евангелието, вистината да ја слушнат за тоа кој е Исус Христос и заедно да учествуваме во градењето на Божјото царство, додека уште имаме шанса овдека на оваа земја. И пред да продолжиме со читање на стиховите, кои што ќе бидат од 4 глава од 43 стих до 54 стих, ќе се помолам за вас. Господи Исусе Христе, ти благодарам за секој ден кој што се вклучува на ова видео, Господи, те молам, ти биди со нив, ти благослови ги, ти зборувај во нивното срце, покажи им Христе кој си ти, покажи им што направи ти на крстот и покажи им колку вреди да го предадат нивниот живот на тебе, Господи, допри ги длабоко во нивното срце. Господи, нека оваа слова која што сече како меч со две острици зборува на ова видео, Господи, зборува до секој кој што ќе го погледне, секој кој што ќе ја слушна пораката. Задржи им го вниманието за Твоето слово до крај на ова видео, Господи. Те молам ти зборувај преку мене, да не бидат тоа мои зборови, туку да бидат Твои зборови. Господи, те молам ти пресретни ги тие кои што го гледаат ова видео, пресретни ги таму каде што се. Пресретни ги луѓето од таа страна на екранот, Господи. И исцели ги тие на кои што им е потребно исцеление, да им заштита на луѓето, заштити ги нивните фамилии, нивните партнери, нивните деца, нивните родители. Господи, те молам ти биди со секој еден од нив. И сето ова го молам во името на Исус Христос. Амен. 43 стих почнуваме од 4 глава од Евангелието по апостол Јован. Веле вака, по 2 дни тој замина од таму и отида во Галилеја, зашто сам Исус беше просведочил дека пророкот во своето родно место нема чест. Кога дојде пак во Галилеја, галилејците го примија, зашто беа виделе се што извршил во Ерусалим на празникот, зашто и тие беа на празникот. И така Исус пак дојде во Кана Галилејска, каде што беше претворил вода во вино. И имаше еден царски човек, чиј син беше болен во Капернаум. Тој што чу дека Исус пристигнал од Јудеја во Галилеја, отиде кај него и го замоли да слезе и да му го излекува синот, зашто беше на умирање. А Исус му рече: ако не видите знаци и чуда, нема да поверувате? Царскиот човек му рече: Господи, дојди додека уште не ми умрело детето. А Исус му одговори: оди си, твојот син е жив. И човекот поверува на зборот што му го каже Исус и се замина. И веднаш што додека слегуваше, го сретнаа слугите негови и му јавија: синот твој е жив. А тој ги праша за часот кога му станало полесно. Тие му одговорија: од вчера во 7-миот час веќе нема треска. Тогаш таткото разбра дека тоа станало во истиот час кога Исус му рече: твојот син е жив. И поверува тој и целиот негов дом. И ова беше второто чудо што го изврши Исус кога пристигнаа од Јудеја во Галилеја. Нема да должам многу на ова видео, ќе оставам зборовите сами да ви зборуваат на вас, но тоа што сакам да го кажаме дека Божјото слово често зборува контекстуално за работи кои што се случувале во тоа време на тие луѓе. Не значи дека сите работи кои што важеле тога важат за и ден денеска, но има еден принцип кој што го гледаме овдека, кој што Христос го прави конкретно во овие стихови со овој царски човек чиј син е на неговата постава. Овој човек доаѓа со болка пред Христос. Ова е родител кој што има болка чие што дете е на смртната постава. Но го гледаме принципот на тоа дека какви да се околностите околу тој човек, тој не ја губи надежта и Христос го има последниот збор.
Исус Христос го има последниот збор, без разлика на тоа кои се ситуациите, какви се околностите во нашиот живот. И тоа е принцип кој што важи во овие стихови, тоа е принцип кој што важи во твојот живот, тоа е принцип кој што важи во мојот живот. Без разлика на тоа што ние мислиме, без разлика на тоа во што ние гледаме, Исус Христос го има последниот збор. И овдека доаѓа царскиот човек, сепак и он прави една добра постапка, еден мудар, правилен чекор, каде што не тагува дом и не ја губи надежта и не оди кон Исус како една од повеќе опции за да си го спаси синот, туку оди со ревноста како Исус Христос да е единствената опција која што всушност и е единствената опција за да му се спаси синот, за неговиот син да живее. Тој оди со ревност пред Христос, трча нека него, тука речениците се суизвични, извикува кон Исус Христос. И Исус Христос му вели, оди си, твојот син е жив. Исус Христос го има последниот збор, иако смртта била на вратата на тоа дете. Иако тагата, трајната тага, која што за родителот може да остане до животно во неговото срце, била на вратата на неговиот дом, но Исус Христос го има последниот збор. Го немаат болестите, ја нема смртта, смртта го нема последниот збор. Особено кога имаме ставено верата во Исус Христос. Не стравови, не депресија, не анксиозност, не панични напади, не диагнози од доктор, не рак, не било што, ништо од тоа го нема последниот збор. Исус Христос го има последниот збор. Дали тоа значи дека се ќе биде совршено овој живот? Не, нема да биде се совршено. Сепак во овој живот има болести, има потешкоти. Но ние не го даваме последниот збор. Докторите не го даваат последниот збор. Светска здравствена организација не го дава последниот збор. Докторите на телевизија не го даваат последниот збор. Владата, која што излегува на пресконференција, често не го дава последниот збор. Исус Христос го дава последниот збор. Ке завршам тука, бидете благословени, се гледаме во следно видео. Чао!